Македонското новинарство како да ја следи општествената демаркација на постојана поделба, патриоти и предавници, русофили, русофоби. И ваков вид на поделби речиси како да постојано има во оваа држава. Македонското новинарство секогаш било трн во око за одредени политички бизнис смокиници. Во ово издание на Тренинг мој соговорник е долгогодишен новинар. Човек кој можеби многу често им боде очи на дел од политичките, судски и бизнис мокници. Добро ден за Горан Момировски. Добро вечер и благодарам за поканата и поздрав до сите гледачи на Трилинг. Момировски, она што на почеток сакам да те прашам, а ме испровоцира твој Facebook статус, кој се однесуваше во однос на притворањето на екс-генералниот секретар Мухамед Зекири, во кој меѓу другото ти велиш дека било планирано во пакет да бидете приведени. Значи има повеќе идеи зад, не сакам да го наречам прогон, не се чувствувам како прогонет, меѓутоа зад обидот на некои структури да ме елиминираат од новинарската сцена пред се. Почна Рашковски пред повеќе од 3 години со 2 кривични пријави, потоа продолжи директорот на Агенцијата за разузнавање Ерол Муслиу со дозвола од председател Пендаровски, уште 2 кривични пријави, односно 3 кривични пријави тогаш, и сега уште 2 кривични пријави на 25.2 стигаат во Скопското јавно обвинителство за наводна моја зараза на луѓе со ковид. Нема да кажувам детали, не сакам да откривам ја се, да не речам дека едва и чекам да биде процесиран, да биде процесиран овој предмет, двете кривични пријави, за да се видиме на суд, па таму ќе се разјасниме со обвинителите Гаврил Бубевски, Александар Саша Марковски го води предметот, покрената предистрага, дадени наредби за собирање докази без никакво основано сомнение, што не се случува во Македонија. Обвинителите се исклучително паметни, прагматични, рационални луѓе и знаат дека кога немате основано сомнение, вие влегувате во огромен ризик да гоните некого, затоа што предметот ќе падне. Една од кривичните пријави која чина, мислам дека дури и обвинителството ја повлече, беше поврзана и со информација објавена твоја заедно со колегата Драган, која наводно имала безбедносен и разузнавачки карактер. Во таа емисија што е снимена тоа е јануари 2021. лани во јануари, а кривичните пријави за 3 дела се поднесени после 10 месеци, јасно ви говори дека не се работи тука за откривање на државни безбедносни тајни, туку се работи за обид за елиминација на еден новин, елиминација зборам да се тргне од етерот, нели, и од медиумите. Зошто Горан Момировски им боде очи? Па сега не сакам во твоја емисија да зборам, меѓутоа ние сепак со колегата Драган Милосавлевич во емисијата Заспи ако можеш кажуваме многу работи кои што ги кажуваме на посебен начин, ги кажуваме со многу аргументи, со многу факти и допираме тамо каде што не може да допре обвинителството заради политички причини. 2 месеци, речиси 2 месеци те немаше на медиумскиот простор. Ти исплашија кривичните пријави, се засолни по она што знам дека еден период дури беше и повлечен во Берлин. Да, има и такви шпекулации, не, тоа го кажа во неколку наврати. Прво бев заразен со ковид, нели, бев болен од ковид, бев во болница помалку период, подоцна имав и други проблеми, тромбоемболија, веќе кажа ми се откачи тромб народно кажано, што исто така е многу сериозна ситуација и поради тоа, иако и лекарите и сега велат дека треба да мирувам, јас се враќам во етерот заради тоа што едноставно ми се чини дека нема време Македонија да губи, а и јас со Македонија да губиме на некакво одмарање и некаква, не знам, реанимација од болестите, тоа што проблемите со болестите си имаме долги години различни и ми се чини дека мора да бидеме дел од овој контекст. Мора да се кажуваат работите, тоа е моја задача. Јас 30 години го работам овој, не може гораз да ме уплаши ниту кривична пријава, ниту затвор. Во светот се води можеби најжестоката хибридна војна. Војна на информации, војна во буквална смисла на зборот руско-украински конфликт. Дали светот се менува од геостратешка гледна
и досега не беше биполарен, беше мултиполарен свет, нели, зона на интереси, сфери на влијанија, и тоа дефинитивно после војната во Украина светот ќе биде променет, не само според влијанијата на големите држави, туку и според стандардот на луѓето, ако сакате, најдиректно. Цените, иако многумина велат ќе заврши војната во Украина, цените ќе се вратат на гасот, на нафтата, на челикот, на пченицата, не е така. Од каде толка голема поврзаност меѓу и симпатии македонски кон Руси? Се повеќе сме сведоци на поделба сега и на русофили и русофоби. Добро, јас важам и така е за човек кој што нема многу симпатии за Русија. Јас сум, нели, не сакам да кажам заколнат евроатлантизм, меѓутоа верувам, нели, во НАТО, вредностите на Европската унија и така натаму. Меѓутоа факт е дека меѓу Македонија и Русија постои некакво прво историско, традиционално и би рекол некакво верско поврзување, иако таму реално нема никаква врска. Руската православна црква е една од најголемите противници на признавањето канонско на Македонската православна црква. Русија во ниту еден момент во современата историја не помогнала на Македонија за било што. Нема реална поврзаност помеѓу македонската економија и Русија, ако земете во однос на размената. Нема размена образовна, некаква нормална. Од друга страна, вие имате САД кој што преку USAID само последниве 27-8 години дава над 2,5 милиарди долари според моите информации во Македонија за различни проекти, образование, патувања, студиски престои, проекти тука за реформи. Меѓутоа, факт е дека постои еден огромен анимозитет кон западните сојузници на Македонија, НАТО и Европската унија. Дали тоа анимозитет кон Европската унија, кој особено во последен период расте, е причина што може би се изневерени очекувањата од Брисел? Апсолутно. Никој не верува гораз дека Бугарија сама може да направи вето кон Македонија. Земете го примерот со НАТО. Зошто тогаш Бугарија не направи вето на Македонија? Заради тоа што ја притисна западните сојузници, Македонија влезе во НАТО. Истото сега може да се случи со Европска унија, меѓутоа јас се плашам дека во Европска унија има и други земји членки кои што не сакаат Македонија да влезе во НАТО. Бугарскиот премиер неодамна изјави дека Русија или руски разузнавачки служби поточно работат против постигнување на договор меѓу Скопје и Софија и генерално за оддалечување на Западниот Балкан кон Европската унија. Колку оваа теза или ова предупредување на Петков е аргументирано? Горас, ако вие го кажете ова, или јас го кажам, ние како новинари ќе биде анализа. И тоа кога се работи за претседател на влада, на една членка на НАТО и Европската унија, тоа значи дека вие признавате дека во вашата влада имате руски структури. После таа изјава Петков, според мене, мораше да си даде оставка. Сега вака делува, нели, многу идеалистично, меѓутоа, после таа изјава Петков практично призна дека во неговата влада ги носи одлуките заедно со претседателот Радев. Или во неговата влада, или во кабинетот на Радев, или и во владата, и во кабинетот на Радев има руски структури. Ние знаеме за позадината на министерката за одбрана на Бугарија, која што се захани дека ќе урне владата доколку даде Бугарија помош на Украина. Ми се чини дека таа изјава знаеме. Затоа ми се чини дека се работи за обична пропаганда, која што претходно ја користеше премиерот Заев при постигнувањето на Преспанскиот договор. Секогаш нам ни се виновни таму некои руски служби, руски структури. Да, Русија се обидува со хибридни методи да влезе во македонскиот простор, меѓутоа реално, да завршам само претходно, анимозитетот што македонските граѓани го имаат кон НАТО и Европската унија заради тоа што останаа измамени по Преспанскиот договор, сега оди на сметката на Русија и луѓето велат нас не зезна Европска унија и НАТО и Америка, нели? Русија сега е во право. Каков е твојот впечаток како долгогодишен новинар, особено подолг период и беше долги години го следеше македонско-грчкиот спор околу името, но каков е денес твојот впечаток во однос на македонските чувството или подготвеноста кај македонските граѓани околу решавање на деликатните прашања или кои се од национален интерес, а еве и во контекст на обидите да се постигне договор со Бугарија. Или ќе се водиме се уште според максимата, ако треба и корења ќе јадеме, ама името не го даваме.
Значи, јас бев еден од ретките, еве да речеме, новинари кои што инклинираат кон десницата, што во времето 2008, 2012, 2011 јавно зборуваше и пишуваше за постигнување на договор со Бугарија, па дури и со некакви компромиси релативно тешки. Значи, јас бев тој и во тоа време бев критикуван од тогашните власти, нели, дека не треба да се зборува за тоа да се пишува, меѓутоа јас секогаш сум подготвен да се направи некаков компромис со сите, заради тоа што реално е дека Европската Унија е целта кон која што треба да дојдеме, заради наши внатрешни причини. И се уште мислам така, дека треба да се направи компромис со Бугарија. Меѓутоа, проблемот е по Преспанскиот договор, кога знаеме каква беше кампања за референдумот, дека ако помине референдумот, ние ќе имаме европско здравство, бесплатни лекови и низа други глупости во кампањата. Кога се виде дека тоа не функционира, сега македонските граѓани, дури и тие многумина кои што тогаш гласале на референдумот, сега велат и да се договориме со Бугарија, да направиме болен компромис. Нам никој не ни гарантира дека за 5, 6, 8 години ќе станеме членка на Европската Унија. Што за тебе е добар договор? Што би било основата на добриот договор? Основата на добриот договор е договорот постигнат на 1 август, чинам 2018 година, 17 година. Че ние имаме договор за добрососедство и пријателство со Бугарија. Тој договор постигнат пред 4 години, 4,5 години. Значи, зошто ние сега повторно подпишуваме договор? И тоа е всушност еден од проблемите кои што јас го гледам. Пред 4 години еден договор, Бугарија менува позицијата со Брниската и Владината резолуција. По 4 години, еве сега да речеме, ќе има нов договор. Кој нам ни гарантира дека за 4 години Бугарија нема да бара трет договор, за 8 години четврти договор? Тоа е недовербата која што се создаде. Зошто мораш да се подпишува договор со Бугарија пред 4 години? Кој е гарантот дека Бугарија ќе запре со своите барања? А тоа што е договор, еве јас велам, еве компромисот нека биде договорот што бугарските власти го подпишаа пред 4 години. Тоа е сосема доволно. Во Мировски Стејт департментот ги стави на црна листа екс-премиерот Никола Груевски и шефот на тајната полиција Мијалков. Колку ова одлука на официјален Вашингтон е оправдана? Сега, тешко е да се коментира што Американскиот Стејт департмент смета, ние ги немаме сите аргументи. Би бил посреќен да дознам точно што направиле Груевски и Мијалков за ова елаборација што се дава. И тоа за мене е нешто друго проблематично. Зошто Груевски и Мијалков не беа ставени на црната листа? Зарем не видиш по оние преслушувани разговори што се правеле наводно по она што имавме можност да го слушаме? Во ред, тоа е еден од критериумите, но тогаш ќе треба да бидат ставени на црната листа најмалку што е Зоран Заев, кој што бараше 1 евро за вицето, 1 евро за така. Значи, ако е тоа критериумот, затоа велам, не ги знаеме критериумите, зашто јас не велам дека е неоправдано. Не, апсолутно, не се разбереме погрешно. Меѓутоа, ќе бев многу посреќен ако Мијалков и Груевски беа ставени на црната листа во моментот кога американската администрација ги забележале нивните поведенија. Внимајте, Мијалков и Груевски веќе 6-7 година не се на власт. Ще се работи за настани од пред 6, 7, 8, можеби 10 години. Што сакам да кажам? Јас очекувам од американската администрација да реагира веднаш кога ќе види дека некој со корупција или со други криминални поведенија ја нарушува довербата во владите, во власта и така натаму. Ја проблематизирате дека ова е задоцна чекор? Да. Мислам дека требаше да се случи порано, со јасно изразени аргументи, и да се случи во моментов, или, например, за последниве година, 2 дена, тие што исто да го прават, а гледаме дека го прават луѓе, да бидат исто така ставени. Од друга страна, само ставање на оваа листа на ОФАК, нели се вика американската практично Министерство за финансија, тоа, државна благајна, Тоа значи замрзнување на нивните асети, фирми доколку имаат во Америка, да не можат да влезат во Америка и така натаму и така натаму. Нешто што е символично. Ние имаме во Македонија луѓе кои што се дел од оваа владина структура, кои што се 20 години, Мендух Тачи е 20 години на црната листа на Америка. Љубе Бошковски беше министер без портфели или советник, се извинувам, за странски инвестиции во владата на Заев, исто така е на црната листа. Влакно не им фалеше, беа во владата и се уште Мендух Тачи е дел од владината коалиција. Јас очекувам од американската администрација акции како таа што ја спроведе ДЕА со фаќањето на дрогата во Росоман.
Тоа е за мене американската поддршка за Македонија. Денеска да каже, ако Груевски и Мјалков правеле вакви работи, веројатно правеле, не можам да тврдам ништо. Веднаш да кажат американците дека се прави некаков криминал, корупција и така натаму, и веднаш да ги стават на црна листа. Не само нив, сите што правеле. Зошто Драги Рачковски не е на црна листа на САД, кога јасно е дека учествувал во коруптивни активности. За Мухамед Зекири ќе видиме се уште во друга фаза неговиот предмет. Имате сериозни индиции за сериозен криминал од многу луѓе, и сега ние зборуваме за Аланскиот снег, што е случувало пред 8 години. Горан Момировски, во 3 ни завршуваме со дилемата дали, зашто, кој се обиде да го заташка случајот со претепувањето на ракометарот во градскиот парк, и веднаш после тој инцидент се направи паралела со случајот и убиството и заскривањето на ликвидацијата со Мартин Нешковски и Гордана Јанкуловска. Мене проблемот во оваа ситуација и нешто што ќе го забележат земји членки на Европската унија, пред се Хрватска, чиј државјанин е убиен практично, околу владењето на правото, конкретно на оперативно ниво, кога се случува, според моите информации, системот Безбеден град, Safe City на град Скопје, под МВР, го забележал инцидентот во реално време, минута, 2-3. Зошто немало веднаш истрага? Зошто позорникарите не дошле веднаш во рок од 3 минути во близина на диското? Зошто имаше изјава од МВР дека немало видливи траги, па дури и од Карил, иако за Карил можам да разберам, тој хаос што се случува во Карил кога луѓето се обидуваат да спасат некој живот, мислам дека е многу тешко да се забележат, особено што тамо од тоа што го видовме на видеото, можело, но и не морало да има видливи траги. Но МВР не смееше да излегува на почетокот со информација дека нема видливи траги врз основа на Карил, особено што директорката на Карил вчера ТВ24 ја видов, кажа дека тие не дале никаква информација на МВР. И тука за мене дополнителен шок. Значи МВР ја злоупотреби институцијата Карил, клиничкиот центар, нели, за да направи нешто за што јас навистина нема објаснување. Но суштината е дека индициите или споредбата со претходниот трагичен таков случај се неверојатно добро базирани. Добра подготвена полиција, добар систем ќе ги уапсеше тројцата луѓе што се бараа, нели, уапсене сега и третиот веќе, во многу кратко време и пред се можеби ќе го спасеше животот на Денис Тот. Благодарам за гостувањето. Благодарам за поканата. Поштовани гледачи, тоа беше колегата Горан Момировски, кој е еден од авторите на емисијата Заспио ако можеш на телевизија Алфа.